Денес околу 12 часот представници од вработените во компанијата Еврокомпозитот Прилеп одеднаш ги чув пред зградата на општина Прилеп како протестираат и негодуваат со свирежи и викање. На моје барање ги примив представниците од синдикатот да ми кажат што е проблемот и зошто е протестот пред општина. Дојдоа четворица представници од синдикатот, зашто разговаравме заедно, ми ги кажаа проблемите кои што ги имаат како компанија. Пред 4 месеци исто така разговаравме на оваа тема. Тогаш имаја барање да добијат одредени средства од владата на Република Македонија, за кои што кажаа дека ќе бидат употребени тие средства за репроматеријали, за да почне фабриката нормално и редовно да работи. Владата токму така и ги обезбеди тие средства, како што ми кажа, околу 16 милиони денари, но правилно не биле распределени тие средства. Биле дел за плата, а дел не знаа зашто се употребени и мислат дека се злоупотребени тие пари. На денешниот состанок што го државме заедно, се договоривме и му ветив дека ќе ги информирам сите надлежни институции во Република Македонија, пред се Министерството за економија кое што е надлежно за ова. Ќе го информирам и вице-премиерот Анџушев, а исто така и премиерот Заев за ова што се случува во Еврокомпозит и мислам дека мора да се најде решение на овие вработени во оваа компанија во Прилеп, едно и за секогаш. Мислам дека тоа им го вети премиерот Заев и тоа ќе го исполни. Јас се надевам, затоа што верувам во него и се надевам дека вработените ќе бидат задоволни на крајот. Ние, како што имавме најавено, продолжуваме со нашите протести и штрајкови се до наше решавање. После средбата со господин Анџушев не најдовме нешто заедничко. Дел имаше нешто што го прифаќаме, дел не го прифаќаме од тој состанок. Па затоа продолживме со протестите низ градов, иако градоначалникот не ни е надлежен нас за нашава ситуација, сепак не излезе во пресрет и не прими. Како што кажа, тој се договоривме ние на неколку работи, а нашите барања до владата моментално ни се решавањето на проблемов го прифаќаме во рок од 6 месеци да се решава, ама потхитно да не се исплатат 2 плати за да отпочнеме да работиме. Ова ќе биде известено, мислам, имаме ни е доставено до владата, до господинот Кочо Анџушев и до премиерот Зоран Заев, ама се надеваме дека градоначалников ќе поттурнимо од се работава и дека ќе додиме многу брзо до решение во наши. За сега ние продолжуваме со протестите. Ова денеска случајно беше пред општината, како што кажав, иако не ни е нас во општинава не ни е должна нас за нашава фабрика да решава проблеми. Ние продолжуваме со штрајкување по улици, по евентуално ако не дојде до решение и до влада да се оди во Скопје, пред да се штрајкува пред влада. И сега моментално Анџушев е на таа позиција, значи ние последниве 10 години ги слушавме истите муабети дека имаме инвеститор од странство, имаме инвеститор од Македонија, значи многу инвеститори ни беа спомнувани, не беше решено ништо до сега. И тоа беше на шала од работници дека единствен излез бараме инвеститор од Марс. Значи ние истото го кажавме на претходниве разговори дека ветувањата како ветување на сите се добри, ама до сега ниедно ветување не било исполнето. Значи не само од страна на Анџушев, и пред тоа и од Пешевски и од други министри од претходната влада. Значи барате брзо решение? Бараме најбрзо решение.